Добар ден, јас сум Давид Стојковски. Може би се прашувате што барам јас овде во медиа центарот на владата, но сепак има причина. Јас сум првенец на генерација 2016-2020 во Скопската гимназија Никола Карев, а воедно и практикант во Фондот за инновации и технолошки развој. Ова е трета година во која фондот го организира предизвикот за млади истражувачи, со кој на нас младите ни се дава можност да истражуваме надвор од наставата, да размислуваме критички и да се развиваме на некој начин надвор од училиштето. Оваа година беше малку поинаква од другите, но сепак тоа не не спречи ние да продолжиме да си остваруваме нашите цели и да работиме кон тоа што сакаме да го постигнеме. Ситуацијата во која што сега се наоѓаме не учи дека не секогаш ќе имаме идеални услови за работа и ни кажува дека треба некогаш да излеземе од комфорт зоната за да се развиеме и да станеме подобри личности. Како што гледате, денеска е смената улогата, па јас како представник на младите ќе ги прашувам политичарите некои прашања во врска со нас. Со нас е премиерот Оливер Спасовски, му благодариме што е присутен. Едно прашање до него што имате вие да им препорачате на младите и на младите истражувачи, како и младите во целата држава, за нивната иднина, како од гледна точка на татко на две деца, а не како политичар? Да продолжиме? Очекуваме премиерот, може да преминеме на нашиот директор на Фондот за инновации и технолошки развој, Јован Деспотовски. Тој е човекот кој што го создаде предизвикот за млади истражувачи и за него прашањето е што ви мотивираше да го создадете овој предизвик и дали во овие 3 години ви се исполни вашата идеја и вашите очекувања? Кратко ги замениме местата со Давид. Добар ден на сите. Благодарам што се вклучивте во волкав број на денешниот настан. Давид, нормално денеска е твој ден, односно ден на сите млади луѓе кои се денеска со нас и кои што го прифатија предизвикот на Фондот за инновации и технолошки развој да достават своји предлози за истражувачки проекти во вакво време невреме. Еден од омилените мои, секогаш кажувам, еден од моите омилени повици кои што ги... треба да се гледаме на ова, се извинувам. Добре, тука сме. Еден од моите омилени повици, бидејќи трета година поред точно го реализираме, започнавме доста со скромна амбиција, меѓутоа веќе сме третата година поред, како што кажав, во изминатите 2 години имаме веќе над 500 ученици и ментори, имаме повеќе од 54 основни и средни училишта кои што реализираат или веќе завршија со реализација на различен тип на истражувачки проекти. И кога зборуваме дека ова држава, оваа влада, Фондот за инновации и технолошки развој вложува во младите луѓе, ова е буквално и практично така. Имавме голема дилема дали треба да продолжиме со предизвикот за млади истражувачи 3 во услови кога се случи здравствената криза, бидејќи повикот беше во тек, меѓутоа одлучивме дека сите оние кои што и покрај тоа што немаше училиште и покрај тоа што беа соочени со ризиците и предизвиците да останат во своите домови да не одат на настава едноставно, сепак седна и подготвија нешто. Тоа не беше мал број, имавме скоро на 60 на основни и средни училишта кои што сепак доставија своји предлози. Рековме дека најмалку што може да направиме да ги испочитуваме. Да го испочитуваме нивниот труд и нивниот напор и на крајот на денот еве денешниот настан кој што се совпаѓа со крајот на учебната година е своевидно одбележување. И еден начин како ние, како институција, како држава, како влада, можеме да им кажеме благодарам на сите тие млади луѓе, на нивните ментори, кои што навистина во вакви тешки услови сепак седнаа, се потруди и направија нешто што е корисно и за нив, меѓутоа ќе биде корисно и за државата. Имаме навистина многу интересни проекти. Јас едва чекам да почнеме со реализација.
Со овој јавен повик имаме некаде 38 кои што ќе бидат наградени, со тоа бројката не стигнува скоро до 100 вкупно основни и средни училишта од целата држава, буквално мали, големи градови, исток, запад, север, југ, секаде, кои што реализираат веќе проекти, зборуваме скоро некоја бројка над 1000 ученици и ментори. Тоа е реално критична маса од која што очекуваме многу како држава. Јас нема должам многу, Давид, како што кажав, денеска е важдан, уште еднаш благодарам. Мене ми е навистина жал што не можевме ти си матурант, не можевте оваа година да си направите матурска, така што ова е денешна можност да зборуваш ти, а ние да слушаме. Се дадам ќе биде многу мала компензација, али ќе биде сепак некаква мала компензација на тоа што така што благодарам, повели понатаму, твој си е простора. Само уште едно прашање за вас. Иако мене не ме познававте во јули минатата година, вие ми дадовте шанса да бидам практикант во фондот и преку таа пракса јас научив дел од тоа како е да се работи во некоја фирма и на некој начин добив инспирација за што понатака може да работам во животот и плюс фактор што имам контакт со толку проекти што поминуваат низ фондот секој ден. Како може овој пример, мојот пример, да го следат другите институции и фирми во нашата држава, не само државните, да им се даде на младите некоја шанса да добијат пракса и да си го најдат својот пат во животот на некој начин? Дали треба на младите им се даваат повеќе шанси да видат како да се работи? Тоа е добро прашање. Мислам дека одговорот го знаеш веројатно подобро и од мене. Мислам дека беше доволно упорен на почетокот за да добиеш можност да работиш, да реализира својата пракса во Фондот за иновација и технолошки развој веќе една година, ако не се лажам, така најмлад колега си, не секако. Така што веќе искористам оваа прилика и публиката која што не следи денеска, која што не е мала, само да порачам дека и Фондот за иновација и технолошки развој и владата генерално сите државни институции се отворени. Отворени се за младите луѓе. Овој денешен настан, самиот факт што денеска ти зборуваш, а премиерот на државата ќе слуша и ќе одговара на твоите исто така прашања, доволно говори колку сме навистина отворени, практично го премиерот сега ни се придружи. Така што, значи, институциите се отворени, овој пример кој што веќе го имаме на вистина млади луѓе, матуранти, кои што сепак имаат веќе искуство во државни институции, затоа што ние го користиме тоа искуство, тоа е добро за нас. Мислам дека ќе ни овозможи да тоа се преслика понатаму и кај сите останати. Повели. Сега кога се вклучи премиерот, следува прашањето кон него. Прво ви благодариме што сте дел од овој настан. А второ, што имате вие да им препорачате на овие сите млади истражувачи кои што се присутни денес, како и сите млади во државата за нивната иднина, но од гледна точка на татко на 2 деца, а не од гледна точка на политичар? Најпрво благодарам за можноста да бидам денеска со вас, заради тоа што навистина мислам дека ова е еден измореден настан, дури и во вакви едни услови, кога и државата и светот се соочува генерално со оваа криза која што е предизвикана од коронавирусот, и мислам дека токму сега се праќа и најсилната порака кон секој во државата за иднината на државата, токму заради тоа што пред се овој предизвик за младите истражувачи во овој момент како подршка на овие проекти кои што ги имаме ние за младите пред се и од основните и од средните училишта е да можеме да го потикнеме креативното размислување кај децата, подршката за истражувачки проекти кои што пред се базирани на научни методи. Посебно ме охрабрува тоа што и во услови на оваа криза, во услови кога училиштата се затворени, на овој повик имаме дури 58 училишта кои што доставиле свој предлог проекти. Знаете, 28 основни, 30 средни училишта во целата држава и некаде повеќе од половината, некаде околу 39 училишта влегува во една финална селекција и сите се избрани за финансирање. Тоа е силна порака до секој млад човек во државата, за да биде што е можно
повеќе мотивиран за да има надпревар, да се докажуваат како луѓе преку својот придонес кој што ќе го имаат и во природните и во техничките науки. И навистина нема поголем влог отколку влог во знаењето, во науката, нема поголем влог на државата отколку тоа да го вложите во младите луѓе и токму така како што и вие рековте, како човек и како татко на две деца, навистина сметам дека секој еден треба да се стреми да вложи, да овозможи на младите да се занимаваат што е можно повеќе со истражувања. Посебно во овие науки кои што се многу потребни во овој момент или за нив имаме голем недостаток, а имаме многу добар потенцијал кај младите луѓе. Исто така, сметам дека во оваа време на здравствената криза, на пандемијата, никако не смее да се исплаши или да се запре истражувачкиот дух, мотивираноста на учениците, да се дојде до нови знаења. И мислам дека токму сега во ваквите времиња до израз доаѓа или потребата за креативност, за љубопитноста, за истражувачкиот дух, како и за мотивираноста да се постигнуваат новите успеси. И ова е особено важно заради тоа што преку ваков начин доаѓа до здрави работни навики. Тоа е нешто што е потребно за државата и за развојот во иднината. Меѓутоа доаѓа и до израз лидерските способности на секој еден млад човек. Затоа што само преку вакви млади луѓе кои што се мотивирани, кои што ќе создадат здрави работни навики, можеме да констатираме дека ќе имаме градители на една наша убава поперспективна иднина во нашата земја. И навистина сакам на секој од вас да ви честитам заради тоа што вие сте токму тие луѓе над кои што треба да се потпира и понатаму иднината, кои што навистина во овие моменти покажуваат дека има сериозна основа за напредок, за истражувања, за еден сериозен предизвик и тука е државата и сега и понатаму треба да се продолжи за една поддршка која што е потребна токму на ваквите ученици. Затоа и вие имате желба, веројатно да бидете и вредни ученици, да покажете интерес преку труд, преку посветеност во работењето во вашите и училишни, меѓутоа и волно-училишни активности. И ние пак возрастните, би рекол, во овој момент водачите на државата, сме тие кои што имаме пак обврска да ви ги отвориме сите тие патишта кои што водат кон таа надежна и перспективна иднина и за вас како млади луѓе, меѓутоа и за сите нас и за државата во еднаш. Сакам да исто така да истакнам дека сите ваши успеси кои што ги постигнувате сега се една огромна надеж и огромна радост за сите нас и за мене како председател на владата, и за владата, и за институциите кои што поддржуваат. Меѓутоа ова треба да не биде и ке ние обврска да продолжиме тој пат на поддршка на младите луѓе кои што ќе изградат еден силен потенцијал за развој на нашата земја. Благодарам многу за одговорот. А сега е време да го пуштиме видеото на кој ќе видиме кои училишта се наградени во овој предизвик. Јас успеав да станам првенец на генерација, а еве кои млади истражувачи добија поддршка од фондот. Пловниот чистко активно ќе го собира отпадот од површината на водите басени и ќе овозможи намалување на отпадот и заштита на животната средина. Симулти Пенгуин дружиме. Сакаме да ги запреме глобалните промени и локалните промени. Нашата цел е да спречиме уништување на животната средина. Свет гласи како од воздух да се добија кондензирана вода со помош на сончева енергија и соларни панели.
Нашата цел е органскиот отпад да го претвориме во органско ѓубриво, да помалку отпад со компостирање. Како отпадот може да го претвориме во произведуваме органско ѓубриво, остан изразбор, примена Përmes kontrollimit të parametrave fiziko-kimike të ujrave deri te mirëqenia e shtazëve. Kjo është qëllimi im. Нашиот тим ќе истражува каков е ефектот на киселиот дожд врз растот на растенијата. Ќе креираме специјална машина за селектирање на отпад. Ќе учиме да селектираме, рециклираме, но и чекулираме со добра музика. Со креативни решенија и детските умни глави сакаме да ја подигнеме свеста за значењето на колективното здравје. Со експериментален метод ќе оживееме реликт и жив фасил од растенијата рамонта, ендемичен вид во Велес. Заштита на загрозените и ендемични видови растенија е нашата цел. Креираме малку апарат што штеди електрична енергија. Истражуваме водните системи и присуството на микроорганизми за да испитаме како тие влијаат на подобрување на нашата животна средина. Напредна биологија за нашата екологија. Соларен прочистувач на воздух за почист воздух во нашите училници. Нашето здравје пред се. Со сензорни игри ќе работиме на развој на сетилото, особено кај децата со аутизам. Нашиот тим ќе изработи прототип на уред за прочистување на воздухот во училници. И врз таа основа ќе изработиме дополнителни 10 прочистувачи, а ќе работиме и на надградба за дезинфекција. Црвената светлина овозможува најдобар раст на тревата, затоа што оваа боја има најголема бранова должина. Ја истражуваме врзаноста меѓу бојата на светлината и растот на растенијата. Ние ќе докажеме дека може да се добие биопластика од компирот строп. Трагаме по алтернативни извори на енергија. Ќе докажеме дека со чекорење може да се продуцира електрична енергија и тоа на специјална патека изработена со пиезоелектрични кристали. Дали може органскиот отпад да се искористи за изработка на средства за чистење кои не се штетни? Не го фрлај твојот отпад. Старите чишења ќе ги рециклираме и ќе подобриме почвата. Придонесуваме за почиста животна средина. Правилно ќе ги искористиме природните ресурси за електрични напојувања без да предизвикаме аерозагадување. Не за студените текот на зимскиот период ќе се дадеме пријатно чувство на сите оние кои што спортуваат и работат во текот на зимата. Спортувањето е добро за здравјето, но важно и безбедност. Нашиот електричен елек ќе ги заштити велосипедистите, планинарите и сите други рекреативци. Вичезнатите лица се голема траума за сите семејства. Вичната капа ќе помогне да ги заштитиме пред се децата, болните, старите лица и нашите миленичиња. Се грижиме за животната средина и растенијата и затоа ги одредуваме без хемиски средства и вештички ѓубриви. Во овој проект од училиштето Коля Неделковски се замисли интересна, нашата цел е едноставна и лесна. Соларниот сончоглед сончевите зраци ги следи, затоа енергија да обезбеди. Момите веќе не наплашат и помага да пиеме дистилирана питка вода. Ќе споделиме нови знаења и вештини до унапреден образовен процес за сите ученици. Нашиот предизвик беше учење со задоволство. Го најдовме клучот. И лицата со посебни потреби имаат право на непречено движење. Нашата креативност ќе помогне да бидеме сите еднакви. Големиме зеленилото и ќе го намалиме загадувањето на воздухот. Сакаме почист воздух за сите. Ние ја упатуваме пораката со паметна употреба на сончевата енергија, паметно ќе го подобриме сушењето на билки. Воздухот е бесен за нашето здравје, мовата е пријател на нашите училишта. Меѓусебно ги споделуваме знаењата и вештините за подобрение на сите генерации.
Ја штитиме почвата и се грижиме за екосистемот. Од билките правиме добри градинарски соседи. Побрзо печатиме, побрзо рециклираме. Со 3D ќе ги спечатиме нашите идеи. Ги спојуваме сонцето и растенијата, за да ја помогнеме на екологијата. Нашиот креативен тим има нов начин за Free Energy ламби со кои ќе осветливаме повеќе домови. Сега следи едно прашање за училиштата кои сте први на листата, од средните до основните. Најпрво, основното училиште Страшо Пинџур од Неготина. Вие сте први на листата од основните училишта и прашањето е како успеавте да завршите вашата задача и што ќе им препорачате на сите оние кои досега не учествувале на ваков предизвик? Морам да кажам, не очекував дека ќе бидеме први. Малку имам трема. Заедно работевме со колешката Велика Маркова, која што е наставник по хемија, и само со многу работа и меѓусебна соработка помеѓу наставниците и учениците може да направиш успешен проект. Им препорачувам на сите кои што досега не се обиделе нели да направат некои проекти, да аплицираат на фондот за иновации, да го направат тоа, бидејќи вака може како нас ќе имаат среќа да добијат средства. Фала многу. Потоа одат гимназијата Орце Николов, кои се први на листата од средните училишта. За ваш прашањето е дали ви беше тешко да го завршите овој предизвик и што ве поттикнуваше да продолжите и да завршите оваа задача до крај? Добар ден на сите прво. Да кажам да лани на истиот проект и за жал испаднавме во првата фаза, па да решивме да смислиме нешто ново и бевме многу поупорни од лани, многу повеќе се вложивме во проектот. Искрено, не ни беше баш лесно да стигнеме до таму каде што стигнавме, а со овие средства уште полесно ќе стигнеме. Нашата порака е на сите да не се откажуваат, да пробуваат нови истражувања, нови предизвици, само така ќе стигнат до целта. Благодариме многу. Благодарам на сите што учествува во овој настан и на гледачите. За мене за крај пораката е сите млади да продолжат да истражуваат, да излегуваат од комфорт зоната, да не бидат задоволни со тоа што се моментално, бидејќи секогаш секој може да се подобри, но сепак да се радуваат на своите успеси и да продолжуваат да се развиваат понатака. Сега може и директорот да се обрати. Јас нема да зборам многу, благодарам нормално на председателот на владата, благодарам на сите кои што се уклучија денеска да го збогатат овој настан. Одбележуваме некако крај на учебната година, кажав, не е замена за матурска прослава, меѓутоа се обидуваме барем да помогнеме колку што можеме. Само ќе кажам на крајот дека предизвикот за млади истражувачи продолжува со новата учебна година, која што сите се надеваме ќе почне на време од 1 септември. Така што следете не и како што каже и последниот прворангиран учесникот од гимназијата беше Орце Николов, ако не се лажам така. Значи, обидувајте се, не се откажувајте, бидејќи државата е тука, фондот е тука, владата е тука. Ќе помагаме и продолжуваме да помагаме понатаму на младите луѓе, бидејќи заслужуваат. Така да можам само еден аплауз на крај за сите што учествува. Браво и се гледаме повторно.